Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва разговарам со универзитетскиот професор Гоце Ристовски. Имаме повеќе теми за кои ќе разговараме, а првенствено ќе се задржиме на неговото творештво. Па моето прво прашање е поврзано со неговата драма 9. Господине Ристовски, вашата драма 9 или деветка е изведувана во повеќе земји и е преведена на неколку јазици. Што е, според вас, најсилната порака што ја носи ова дело? Благодарам за поканата, благодарам за можноста, почитувам Петревски, и благодарам за ова прашање. Убаво рековте, деветка, или тоа е насловот е со бројка, така е оригиналот, е преведена на повеќе јазици, меѓу кои главно на балканските јазици, поточно јазиците од поранешна Југославија, на бугарски, на руски, на турски е објавена и како посебно издание. Преизведбата беше надвор од Македонија во Нови Сад, но имавме и македонска изведба. Јас кога ја пишував деветка и во принцип кога творам, кога работам, ни на крај памет не ми е да поставувам некакви цели однапред, меѓу кои и да имам некаква поента која што би ја изнесол и би ја оправдал. Или како што тоа обично се вели која била главната носителната идеја за таа творечка работа. Бидејќи има повеќе толкувања од еминентни универзитетски професори, литературни, театарски критичари, режисери, професори по естетика, по литература и така натаму, не само од Македонија, меѓу кои и академици, туку и надвор од Македонија, од Бугарија, Србија, Турција и така натаму, се изнесени одредени нивни согледувања за тоа која била пораката или која би можела да биде. Сите тие во основа делуваат уверливо, реално изнесени според нивните анализи. Но кај сите всушност е различен акцентот на тоа. Од тој аспект мислам дека е прилично тешко самиот автор да зборува за една таква работа, но она што мене ми е тука важно е некои нешта кои што морам да бидам искрен, јас воопшто не сум помислувал додека сум го пишувал делото. Например, се истакнува дека ова е победа на женскиот принцип. Реално согледувајќи од сега, јас се согласувам, го прифаќам. Потоа се вели дека деветка всушност ги предвидува, и таа е напишана 2014, настаните кои ни се случуваат денес. Има и тоа основа. Некои гледаат и тука ја излекуваат некаква порака во смисла на преголемата оптовареност од техника и технологија денес, која што всушност е насочена контра животите или поточно уште повеќе контра уметноста. Па споредби со деветка на Алигери и така натаму, но особено ми е интересно да речеме согледувањето на неколку професори, меѓу кои академик Венко Андоновски, кој деветка ја поставува во еден контекст на споредба со релевантни европски театарски, не само автори, туку и воопшто и филозофи и автори од типот на Ками, Сартер, Бекет, Јонеско, воспоставувајќи тука одредени споредби, што е тука слично, што е различно и така натаму. И бидејќи деветка веројатно спаѓа во она што би се нарекло театар на апсурдот, но тој дури изнесува свое мислење дека каде е новото во ова деветка во однос на она што досега го знаеме, дека ова е апсурд на апсурдот на апсурдот, што значи дека сепак звучи многу реално. Но важно е, за едно дело да има комуникација со читателите, со публиката и секој да си извлекува од сето тоа она што него му се чини дека е некаква главна порака. Ми се допадна вашиот одговор и навистина е
благородно е, ама не е благодарно самиот автор често да говори своето дело, бидејќи критиката, односно критичарите, се тие кои што треба да ги откриваат слоевите во делото, за кои што и авторот и не мора да е докрај свесен кога го создава делото. Но, второто прашање, исто така е поврзано со вас како драмски автор. Сакам да ве прашам најдиректно, бидејќи бевте и декан на Универзитетот Европа Прима, колку верувате во способноста на театарот денес да ја менува свеста на човекот, а не само да го забавува? Некако како да доминираат комедиите во репертуарите на театрите во Македонија, па и надвор од Македонија. На што се должи овој пресврт? Прво, значи, мојот личен став е дека театарот се обидувал ни својата долга историја, ни своите мимикри да влие на општествените промени, да влие на луѓето, за да тие станат подобри, поодговорни, поангажирани. Мал пример е веројатно, но единствен обидот на Брехт, нели, кој прави еден ангажиран театар, од кој што тој главната негова цел, меѓу другото, како што сам кажува, или една од главните е, кога ќе излеземе од представата, ние да станеме повеќе свесни за себе, за нашите права, за начинот на борба и така натаму во тие општествено-економски односи. Секако тоа е многу важно, многу значајно. Таков ангажиран политички театар постои и денес. Меѓутоа, прашање е колку тој навистина ефикасно може да делува и да го менува, нели, општеството и реалниот свет. Во време кога театарот бил една од ретките, ако не и единствената жива комуникација меѓу публиката и изведувачите, или кога театарот бил многу добро и единствено средство во почетоците за масовно пропагирање на одредени идеи, имало веројатно некои резултати кои што се и поголеми и така натаму, се остварувало нешто во таа смисла да се придвижат некои општествени движења и така натаму и така натаму. Но театарот е една широка лепеза. Еден аспект е тој негов ангажман кој што е сосема веројатно и јас го поддржувам, се разбира и го проучувам во рамките на моите можности кои што ги имам и ги пренесувам и пред студентите. Но знаете, професорот Љубиша Ѓоргиевски, режисер и општественик, во неговата книга Свет сон вели дека ако не можеме да го менуваме светот, можеме да го менуваме сонот. Тоа исто така не е малку и не е беззначајно. Знаете, една од прекрасните дефиниции на уметноста е дека таа е обид да се менува светот на подобро, без насилни средства и ако можно и без пари. Тоа е од прилика она што јас мислам и за театар. Знаете, во театар меѓу другото се оди и како што тоа укажуваат на тоа некои значајни поединци, како што е Роланд Хартвуд, кој е афирмиран и драматург и така натаму и самиот бил и актер, напишал и историја на театар, филмувал една серија за BBC во однос на театар. Знаете, во театар се оди исто како на концерти и на изложба, не да се разбере нешто, туку нешто да се доживее. Ете, тоа би било главното. И во таа смисла ние пак не треба да го негираме и подценуваме и оној друг театар кој што е поблиску до народот и така натаму. Се има своја публика. Се има своји почитувачи. Знаете, да ги направиш радосни луѓето, да ги насмееш исто така, особено во овие времења, не е едноставно и тоа е убава работа. Се согласувам со вашиот одговор. Ми наликува на онаа реченица дека за секој производ има муштерија, има купувач. Сакам да ве прашам, дел од вашите трудови се посветени на различни национални театри. Безмалку од сите земји. Германија, Србија, Италија, Албанија, Бугарија, Грција. Што научивме
што можеме и можеме се уште да преземеме или да позаимиме во нашата култура од овие странски култури. Кој е бенефитот, кој е ползата за македонската сцена од овие други, да не речам во наводници, туѓи, а би рекол различни светски национални театри? Заради сплет на историски околности, како што е познато, современиот македонски театар се развива многу подоцна, може би не многу подоцна од сите, но сепак подоцна прво од земјите кои што се тука од Балканот. И самиот факт дека за релативно неколку децении македонскиот театар, како и воопшто македонската уметност, литература и така натаму, од повоениот период, многу бргу веќе, ние ги достигнавме вредностите на она што го нарекуваме европска култура, па и самите врвови на таа култура. Но она што од тоа можеше да се види еден практичен аспект, не само согледувањата дека ние и во тие периоди кога не бил стандардизиран нашиот јазик, кога и не сме имале ни национална ни социјална слобода, имало театар на овие простори, се случувало, луѓето имале потреба нели од театар, од театарски представи. Но она што е разликата и која што и ден денес на некаков начин важи, дека ние како култура, тоа е мој впечаток, моје мислење, немаме достоен вреднувачки однос на нашето драмско творештво. Јас сум говорил и во други прилики, и во Друштвото на писатели. И во самото Друштво на писатели, македонските драмски автори се ставени настрана. Нема награда што се однесува за драма, туку таа е споена со роман, па не знам дали некој воопшто има и добиено, но не е само тоа. И целото наше општество, особено последниве години, знаете, повоените периоди и тој период на еден ентузијазам, било малку поинаку, се јавуваат драматурзи кои што биле претходно или прозаисти или поети и така на. И тој процес тече, се развива нашата драма, станува модерна со нови достигнувања, Коле Чашуле кој говорел јазици, кој бил по светот, што ги донесува и модерните движења, интимната драма и така натаму, не се да биде некаков битов обид. Но во денешниве ситуации тоа веќе трае, може би деценија, може би и повеќе. Ние не посветуваме внимание на домашниот текст, на негово афирмирање и производство. Со години веќе, и вие следите, одите по фестивали, на нашите фестивали немаме, на националните театарски игри, немаме македонски драмски текст. Да, на некоја година ќе се појави или нешто одново од времето на Чашули, таа генерација, или Горан Стефановски. Ретко имаме, дури не сум сигурен дали имаме преизведба на нов драмски текст да се случил тука. Дури имаме еден парадокс во последниве години. Текстови од веќе етаблирани автори, потврдени надвор, како Венко Андоновски, Дејан Дуковски, се преизведени надвор од Македонија. Сакам да кажам, тоа последицата за тоа не е само во театарските игри, туку во театрите, на репертуарите, ако погледате, дали имаме некој нов драмски текст кој што говори за ова сега или за ова вчера. Тоа е нешто што треба да посветиме внимание. Во една соседна Бугарија, покрај мноштвото фестивали театарски, регионални, национални, меѓународни, имат посебен фестивал за нови бугарски драми, само тоа фестивал. На тој начин тоа се стимулира. Знаете, се прави обиди во Министерството, конкурси, 1, 2, 3 помина, се избра некои драми, дали ги објавија како книжиња, исто тоа, тие не се поставени. Тоа, како да ви кажам, тоа е на некаков начин и фрлени пари. Произведувате нешто, неекономично е, што потоа не се обидувате да го продадете, да го афирмирате и така натаму, и така натаму. Тоа е од прилика она што може наједноставно, најелементарно да се каже што треба да го научиме од овие соседни драматурги, па и од европските, како што спомнате, италијанската, германската, уште повеќе и така натаму.
убаво предочивте за некои недоследности и аномалии. Најпрвен дека во Друштвото на писателите на Македонија не се вреднува соодветно, односно посебно, драмското творештво, туку тоа е ставено во еден куп заедно со прозата. Истото се случува и со фестивалот на монодрамата во Битола, каде што се распишува конкурс за монодрами, за монодрамски текстови, тие се публикуваат, но не се подготвува представа. Значи, нема завршница, нема вистински ефект. Сакам да ве прашам, во аспекти на камерниот театар, вие, професор Ристовски, ја разгледувате интимноста на сцената. Дали камерниот театар, знам дека него посебно го издвојувате, го милувате, би рекол, е простор каде вистината на човекот најјасно и најблиску, најдиректно се огледува? Па не сум сосема сигурен дали вистината за човекот тука најлесно се огледува, но има нешто друго што најлесно се огледува, што говори за вистината на човекот. А именно, камерната сцена по самата своја поставеност, мала и така натаму, каде што се многу блиску физички гледачите и изведувачите, па дури понекогаш и самите гледачи и изведувачите делат из простор и имаат една по-непосредна, би рекол, жива, невербална комуникација. Тоа е ситуација во која што вие можете најдобро да го согледате актерството, мајсторство на изведувачите, на актерите. Тоа е природен закон. Од поблиску секогаш подобро се гледа. Во таа смисла вие можете да ги видите очите на сјајот на очите на актерите, како тие се придвижуваат, нивните мимики, гестови, што од подалеку потешко може да се забележат. Затоа е тој, може би, посугестивен, поавтентичен, а кога вие ќе согледате една таква представа, една таква приказна за човекот и човештвото, секако дека и сваќањата за човекот стануваат потемелни, поблиски и така натаму. Кога сте поблиску до актерите, вие всушност можете да почувствувате тие и како дишат, а не да ги гледате како ликови или силуети на сцената. Но бидејќи не сте само драмски автор, вие сте и писател, ќе ве прашам и за вашата проза. Во вашите книги од Гола вода до Врамување во пустелија, тие носат еден особен спој на реалност и метафизика. Кој е вашиот творечки процес кога ја претворате стварноста во литература? Накратко, како стварноста ја преточувате во имагинација, во метафизика, во фантазија? Творечката фикција е сепак во основата на литературата, се зборуваме за тоа, но веројатно и во некои и во другите уметности. Сепак, она што нам некогаш не изгледа реално или нереално, на други им изгледа тоа сосема поинаку. Или што сакам да кажам. Се разбира дека јас тоа не го правам со некаква однапред направена стратегија и план. Да. Јас кога седнувам да пишувам од што нешто се наталожило во мене што сака да излезе. И јас тука што притиска. Го милувам да го цитирам по тој повод професорот Коневски, академик Коневски, кој во еден опит својот есеј вели: пишувањето е физичка манифестација на раката, оти песната веќе во главата е готова. Значи, тие некои тежини што со мене се вртеле со време, им дошло време да излезат како вода која мора нели да избие, па колку и да заградувате вие. И тоа ќе излегува како стерна. Така, како стерна. Но јас тој навидум хаос го оставам да тече. Јас не се обидувам да го уредувам одведнаш, да го средувам и така натаму. Значи немам формирано нити карактери, нити ликови, нити ово. Имам нешто за што
сум имал желба да напишам. Дури понекогаш имам чувство дека всушност јас тоа што го пишувам е само физичка манифестација, во смисла дека јас сум некоја антена, дека тоа некаде од други сфери ми доаѓа и јас само тоа јас сум само медиумот преку кој тоа се пренесува. Но да бидам искрен, јас од друга страна мислам дека единствено вистински живеам само кога пишувам. И во едни такви ситуации кога јас пишувам така, мене ништо друго, се ми е вторично, не ме привлекува. Јас имам потреба од тоа, како некаква зависност. И се друго, и интервју, и разговори, и другарство, ништо тоа во тој момент не ми значи, не знам ни пофалби, ни награди, ми значи да сум со компјутерот, да сум со темата со која што се носам. Во таа смисла, метафизичкото, како вие велите, и реалното се надополнуваат со тоа што тие се флуидни, па дури некојаш не знаете кој е вистински реалното, како што велиме, а кој е нели метафизичкото. Но знаете, не се, ама безмалку се, што е објективно, е релативно. А апсолутното е само субјективното. Значи, постои само мојата лична вистина. Не постои една вистина за сите. Секој има своја вистина. Но се разбира дека при тоа, со оглед на искуството и така натаму, тие морат да функционираат синхроно во една хармонија и сепак тоа да има реална разврска, нели, да не звучи како некаква еквилибристика духовна, туку сепак да носи една приказна која привлекува и која што ќе најде на, нели, разбирање од пошироката публика. Убаво подсетивте дека авторот често го има тоа чувство дека е само еден вид трансмисија, односно неговите раце ги пренесуваат мислите, дилемите, со сите нивни нијанси и конотации од главата, но секогаш причинот на создавањето, при тој творбен миг, авторот многу често има чувство дека некој друг како да му помага кога пишува, кога слика. Некои велат тоа е Божјата сила и енергија, други викат тоа е двојникот, кој што постојано е во човека, ама некогаш и малку отстрана го гледа авторот. Но сакам да ви кажам дека ми се допаѓаат насловите на вашите книги. Се е гола вода мој Ѓорѓија, врамување во пустелија, печатот на вистината. На вистина, многу соодветни, многу инспиративни наслови. А моето прашање е поврзано со книгата Се е гола вода мој Ѓорѓија, па сакам да ве прашам, постои ли чувство во оваа книга на духовна потрага? Па и не само во оваа книга, во вашите други книги. Моето прашање е колку автобиографски е вашиот книжевен свет? Колку сте вие присутни во вашите дела? Како и се друго, и уметноста, и во овој случај литературата е манипулација. Таа е манипулација со зборот. Но, нели, се надеваме дека таа е добронамерна и позитивна. Во таа смисла, кои и какви се релациите што можат едно дело да го водат кон една или кон друга насока, кон една или кон друга скалила во духовноста, секогаш се различни за секоја книга кај еден автор, би рекол, а посебно кај авторите, кај секој автор различно. Постапката за градба на приказните секако специфична за секој автор, иако во таа смисла постојат, се разбира, и одредени науката како што напредувала и така натаму, и одредени принципи и правила кои помагаат во сето тоа.
Освен дарбата и желбата за раскажување е многу важна општата информираност од повеќе области, но е важен и се разбира многу и животниот опис. Лукас, режисерот, велеше, ако јас се прашувам, вели, јас на човек помлад од 50 години не би му дал да снима филм, ниту да пишува роман. Тоа треба да го сватиме малку вака символички, фигуративно, но именно сака да се потенцира важноста на искуството. На искуството, на зрелоста. Важноста на зрелоста, на она што се носи зад себе. Во таа смисла, не само, како што рековте, во "Се е гола вода" мој Ѓорѓе, туку и во моето друго творештво кое е врзано главно со прозата, се провлекува еден сличен однос во кој што ликовите се флуидни, тие не се фиксно дадени. Тоа многу добро го потенцираше во својата рецензија професорот Атанас Вангелов, кој ја промовираше оваа книга, и дека со секое наредно читање всушност доживувањето кај читателот е различно заради токму тоа што ликовите не се флуидни, не се цврсти, не се со зададени карактери. Но понекогаш дури сите тие заплети кои што се кројат, кои што се прават и со одредени помошни методи, со уфрлања на приказни во приказни, на фусноти и така натаму, кои го шират опсегот на приказната, но сето тоа мора сепак да се држи во едно цврсто единство, една структура која што ќе овозможи, се разбира, да може да се стаса до крај и сепак тоа да има некаков природен тек како и се. Се има почеток, се има крај, се има свој врв, па после врвот имаме падови и така натаму. Тоа се природните процеси мора да се следат и во творештвото. Но по-конкретно веќе дури се загубив со своите објаснувања. Со две реченици само директно на вториот дел од прашањето сакав да ви одговорам. Да. Автобиографското. Автобиографското секако дека постои, јас мислам кај секој автор, особено она што од млади години го носиме како многу силен впечаток. Но да се разбереме и она што е метафизичко, што вие тука го спомнувате, исто така автобиографско, бидејќи кога со една творечка ние имагинација создаваме нешто такво, тоа мора да го преживееме, тоа поминува низ нас, тоа ние го пишуваме и тоа неоспорно е дел од нашата, би рекол, можеби невидлива условно вака биографија, но и тоа е биографско. Сите пишуваме само за себе и за неколку блиски. А ако тоа најде на поширок прием, уште подобро. Моето следно прашање е поврзано токму со таа дисперзија. Да? Се вели дека денеска е време на прозата. Дека имаме се повеќе проза, се помалку поезија. А јас имам чувство, ако е така, зошто македонската современа проза тешко излегува во поширокиот балкански па и европски контекст. Затоа што сме премногу малечки и немоćни, премногу сме далеку или премногу сме слаби. Ако е бариерата и проблемот јазикот, има превод, има преведувачи. Како ја гледате позицијата на македонската современа проза? Зашто имам чувство дека македонската литература, условно, ако ја земеме како една фирма, едно предпријатие, како да е повеќе или исклучиво увоз, а многу малку извоз. Импорт-експорт. Има во вашето прашање нешто што соодветствува на реалните состојби, но за сето тоа има причини. И причините не значи дека тоа се секогаш наша слабост, творечка или како организација на општеството за афирмација. Моето убедување е дека воопшто македонската литература, во таа и поезијата, и драмата, и во таа смисла и прозата, многу бргу по Втората светска војна, по почетоците се разбира, ги достигнува европските вредности кои се
за тоа време важни правци, насоки, естетики и така натаму и така натаму. И денес мислам дека ние исто така сме дел од таа европска проза, нова, модерна и така натаму преку нашите нови млади генерации. Така и тоа имаме одредени показатели, преводи, награди, надвор и така натаму, да не говориме сега за поединци, отике Да. некои ќе пропуштиме што не е добро. Но видете, Славко Јаневски, кој е автор нели на првиот наш роман Современ, откако јазикот е стандардизиран, но потоа низ неговото творештво, низ особено неговиот циклус за Кукулино и така, тој на некаков начин историски гледано се јавува дури со истиот тој принцип и начин на раскажување, со таква една нарација, како што подоцна тоа се нарече нели магичен реализам и кој што корените му ги наоѓа нели во Јужна Америка, кај Борхес, кај други автори, нобеловци и така натаму. Значи од самите почетоци, потоа не знам Солев, Чинго, некој ќе заборавам Петре Андреевски и така натаму. Знаете, се тоа мајстори на зборот, мајстори на приказната, мајстори на дејството и на структурата. Со сите нишани силни европски автори. Но што е сега проблем? Проблемот секако е јазикот, бидејќи сме ние мало јазично подршје. Рековте преводите, да, но не е сепак тоа исто. И знаете, ако сте вие во една популација каде што, не знам, се продаваат за 2 дена 3 милионски тиражи, а ние печатиме по 300-500 и покрај нашите желби за превод, не постигнуваме ефект. И 100 и помалку од 100 примерот. Така, и да се разбереме и нешто друго. Правењето преводи станува се полесно во новите времења, но и тоа е еден процес кој што не е така едноставен. Вие, мислам, некаде тоа го споменувате околу преводите. Не е едноставен процесот затоа што вие мора да го знаете културното милје на авторот од кај што тој доаѓа, за да можете да тоа го направите да биде успешно. Да доловите суштината, спецификата. Да не биде само информативно тоа содржината, знаете, тоа се прави кратко вака како некој синопсис, но за да то биде рамносилно со оригиналното, мора да е и тој преведувачот вака како што треба, некој врвен, некој така, па и творец, не само преведувач. Некои велат дека преведувањето дури е потешко од пишувањето. Преведувачите често знаат да речат, полесно ми беше да создадам нова творба да напишам, отколку да барам соодветен термин или збор, изгубив седмица, па и месец, некогаш за еден стих или за една песна, за една творба. Ги спомнавте пред малку младите. Како професор и автор, што им советувате на младите писатели кои се обидуваат да го најдат својот, сходно на наслов на нашава емисија во потрага по вистинскиот збор, како да го најдат својот вистински збор? Само се една реченица, ова кај преводите, да завршам една и ќе ви одговорам и за младиве. Има една француска изрека која што вели, вика, преводот е како жената, ако е убав, не е верен. Ако е верен, не е убав. Но во таа смисла, нели, се преведувањето, вие што велите, тоа е, како да ви кажам, тоа е како вам да ви нарачам тема и да побарам да ми напишете дело. Вие добивате тема, добивате приказна, но вие треба одново да напишете во рамките на јазикот со кој што вие комуницирате. Што им препорачувам на младите за вистинскиот збор? Да го бараат, да бидат вредни, работливи, трудолюбиви, то се едно значи, но сепак се убаво е. И тавтологијата е поетско изразно средство, но да веруваат во себе си, во тоа што го работат, да не се откажуваат, да продолжуваат и резултати секако дека ќе има. Дали Ова звучи оптимистички? Па секако и јас мислам дека е така. Знаете, да се пронајде вистинскиот збор не е мала
едноставна, лесна работа. Своевремено и така се уште според некои митови, легенди и преданија, ако некој го знае вистинското име на Бога и ако му се обрати, сите тајни на овој свет му се отвараат и сите успеси на сите полини и така натаму. Сходно на тоа, знаете, луѓето ни својот цивилизацијски развој, некои имиња, иако ги знаеле, не ги кажувале директно, туку описно. Да речеме од некои животни кои што они се плашеле дека можат да ги повредат, па и да ги изедат, ги именувале описно. Пример е со тоа, да речеме, ние велиме мечка, во Србија велат медвед, но црногорци велат медјед. Значи, тие го знаеле името, ама не смееле да го кажат, туку описно она животно што јаде мед. Тоа е и со имињата во името е знакот, нели, латинската, но сеќаваме ние од филмовите што ги гледаме американски и така натаму, кај што индијанците, поглавиците имаат тој бик што седи, тоа се некои описни имиња кои што дават карактеристика на личноста на носителот на тоа име. Сакав само да се вметнам кога рековте јаде мед. Јаде мед и покрај пчелите и покрај стравот, затоа што има дебела кожа. Малку да се пошегуваме. Познати сте и како театарски критичар и аналитичар. Колку денес критиката има моќ да влијае во време кога јавноста е преплавена со површни медиумски реакции? Јас дури би рекол дека и немаме вистинска критика. И морам овде да ве пофалам, откако го нема покојниот Иван Ивановски, како да останавте вие двајцата, Тодор Кузманов и вие Гоце Ристовски, да го обелите образот на театарската критика, зашто вие сте не ретки, може би и единствени, кои што ревносно, посветено, го следите театарот. Критиката како да ја нема во медиумите, а критичарите и тие малкумина велат ја нема затоа што ние прво немаме соодветен, значи адекватен простор за да објавуваме, не добиваме хонорари, а можеме да добиеме само недоразбирање и негативни реакции. Дали има иднина и каде вие го гледате, дали има иднина критиката во Македонија и каде вие го гледате излезот од овој маѓепсен круг? Критиката и театарот, критиката и литературата многу се слични ситуациите денес. Јас во мојата најнова книга е се уште што минатата година излезе, Тантели од зборови, всушност се обидувам да одговорам на некој начин токму на ова прашање. Односот на критиката и делото. Всушност, затоа и тој наслов, субјектот, делото и критиката се две сосема различни работи. Ниту ги правел ист мајстор, ниту се правени од ист материјал, ниту со ист стил, ниту со иста структура и така натаму. Се е различно, освен што тие на некаков начин се поврзани, онака како што тантелата е поврзана, нели, на вратот на оние кои што носат кошули и така натаму, за да биде еден дополнителен украс. Но тие се разликуваат едно со друго до крај. Тоа дури оди до таму што може да се постави и прашањето за целисходноста на критиката. Но јас сепак сум од оние кои сметат дека критиката е потребна и нужна, токму како една реална завршница на еден проект, на еден процес. Тоа е промоцијата на книгата со критичар, тоа е рецензијата театарска објавена во некој медиум. За жал, во новото време, каде што веќе доминираат други нови вредности, прво и основно не се работи само дали се плаќа тоа, туку нема каде да се објави критика. Да, тоа е главниот проблем. Многу од нашите списанија веќе не постојат,
пишани, овие кои што се објавуваат дели на хартија како печатени, а она што е во сферата нели на овие дигитални портали и така натаму кои доминираат, па и оние некои се уште истрени нови весници кои излегуваат, едноставно немаат интерес за таа работа. Зошто? Затоа што тоа се веќе приватни весници кои што имаат своји газди, а газдите се разбира ги интересира профитот. За жал, критиките, па и уметничките некои творби, вие веќе денес ретко можете и каде да објавите расказ, каде да објавите песна, а камоли пак критика, бидејќи тоа не му носи профит на собственикот. Не дека тие не знаат колку е важна критиката, но тие едноставно си го гледаат своето. Јас дори по предметот театарска критика им објаснувам на студентите дека театарската критика не е театарска работа. Тоа е новинарски жанр. И ние тука како театарски луѓе не можеме да влијаеме. Дали ќе биде 5 збора, 15, дали ќе биде учена, простачка, неучена и така натаму. Но главно е дека нема простор каде да се објавува, бидејќи нема интерес. Знаете, тоа е глобален процес, не само кај нас. Еве да речеме, моќните овие корпорации кои што се сега и нели моќни на новите медиуми, како што се, не знам, BBC да речеме, како што е CNN, тие како рубрики имаат посебно уметност, а посебно култура. Од секогаш уметноста припаѓала во она што се оти се е култура. Вито видите, ова сега одвојување е многу драстично. Значи, едно е уметност, да не речам то за мал круг на ова, а друго е култура кај што имате вие повеќе за некои она што го нарекуваме субкултурни појави и така натаму и така. Се менуваат сваќањата, дефинирањата на поимот култура и мислам дека како што да работите, уметноста веројатно целосно ќе биде и шутирана од таму. Колега Ристовски, на гледачите да им кажам дека подготвив за вечерашнава емисија, за ова интервју, 20 прашања, а ние одвај стигнавме до 9-тото прашање. На останатите 11 прашања ќе одговориме во некоја нова следна емисија. Ви благодарам за вечерашниот разговор и на крајот од емисијата ќе ве замолам во оваа наша тетрадка со еден од овие фломастери да ни напишете на ваша порака и да ни се подпишете. Секако. Бидејќи ова е тетрадката на нашите собеседници, на учесниците во емисијата во потрага по вистинскиот збор. А гледачите ќе бидат љубопитни што ќе напишете. Почитувам Петерски, благодарам, но ништо не е случајно. Стигнавме до 9-тото прашање. Тоа мене многу често ми се случува, откако јас да се бавам со деветката. Да речеме, кога во Турција се објави книгата со така прилично спектакуларно и награди и така натаму, и ми дава издавачот, тоа е објавена од една асоциација Ојчет што е со европски пари. И ми дава колку се примероци 9. Нема ништо случајно. Еден педален човек вика меѓу 8 и 10, не викам 9. Потоа дојде во Скопје, ми дојде исто 9. На неколку представувања кај што сум бил, биле по 9. Ајде, може би вашата порака ќе има 9 зборови. Се е гола вода, мој Ѓорѓија. Освен ветер и магла. Одлично. Ви благодарам и со рака, да ви честитам на се досега што имате напишано и да ви се остваруваат сите ваши желби и намери и еве на гледачите да им ветиме уште една во иднина наскоро нова средба за да одговориме на 11 напишани, а не одговорени прашања. Меѓутоа, одговоривме на 9 и мислам дека е тоа доволно. За вечерва. Се е како што треба, само што ние луѓето не знаеме. Ама ако знаеме, ќе нема смисла животот. Но се случува како што треба. Благодарам.
Благодарам вам.